Само мешаниот отпад ќе завршува на регионалната депонија во Свети Николе, која во 2026 година треба да се стави во функција. Претходно во сите општини отпадот ќе се селектира и на тој начин селектиран директно ќе се преработува. За таа цел дел од проектот е и набавка на контејнери за селекција на отпад. Од секторот за управување со отпад при Министерството за животна средина велат дека само мешаниот отпад ќе заврши на оваа модерна регионална депонија, која ќе биде лоцирана кај овчеполското село Мечкоевци. Значи, граѓаните задолжително ќе селектираат и комуналните предпријатија кои ќе го собираат отпадот, ќе го собираат одделно. Она што е селектирано ќе оди директно за преработка кај правни лица кои што имаат дозвола за вршење на таа дејност во зависност од типот на отпадот кој што е селектиран, а само она што ќе заврши како мешан отпад ќе оди на оваа централна постојка. Околу 20% од отпадот ќе заврши на депонијата која доправа треба да се гради, но Карамфилова посочува дека нема да постои депонија каква што е праксата сега, туку отпадот ќе се преработува и ќе се добива метан. Ќе има линија за секундарна селекција. Значи, бидејќи никогаш не е идеална селекцијата во мешаниот комунален отпад, секогаш можете да најдете и отпад од пакување или други видови, таму имаме секундарна селекција, тој повторно се вади и она што ќе остане практично органската фракција, има механичко-биолошки третман, се преработува, се добива газ и она што ќе остане како компост, практично тоа е компост, меѓутоа не е чист за да можете да го користите во земјоделие, бидејќи е добиен од мешан отпад, ќе се депонира. Целата документација се изработува повеќе од 11 години, а спрема регионалниот план за отпад во секој регион се произведува по 100.000 тони годишно отпад. Во самите општини ќе има посебни контејнери каде ќе се селектираат хартија, пластика, метал, стакло, картон, односно се она што може да се рециклира, бидејќи зелениот отпад не смее да се носи на депонија согласно европските директиви, вели Живка Михајлова, координатор на проектот. Значи, голем дел од отпадот е биоотпад. Тој не смее да се носи на депонија, ќе оди на компостирање во посебни места за таа намена. Значи, од сето оној остаток од отпадот ќе се носи на преработка во фабриката за механичко-биолошки третман. Откако и таму ќе се исселектира се она што може некаде да се реупотреби, најкрајниот остаток, што треба да е помалку од 10%, ќе се носи на депонијата. Во источниот регион претоварни станици ќе има во Штип, Берово, Македонска Каменица и Кочани, а во североисточниот регион во Куманово и Ранковце. Инаку, вкупната вредност на сите активности за изградба на модерна регионална депонија за овие два региони изнесува 40 милиони евра, добиени преку ИПА фондовите, а дел од средствата веќе се потрошени.